Тоа, колега Крмов, ние пред се треба да разбереме дека зборуваме за луѓе кои што треба да бидат именувани, а кои што во своите сивиња пишеле дека од информатички технологии разбираат интернет Explorer и Windows. Од тој момент натака ние ќе треба да ги позиционираме нашите дискусии што може да очекуваме од ваквите луѓе. Порано имаше една изрека, ние сме слични генерацијски, и многу од оние поискусни наши познаници ни велеа: бегајте деца, нема леп тука. И еве 21 век, 2023 година, ова стана јасно. Зашто зборуваме ние за какви идеологии или проекти или реформи со луѓе кои што ги владеат институциите, а во 2023 година не се способни еден систем да направат за да има леп во продавница. И сега ние што ќе им зборуваме на овие луѓе? Леп нема во продавница. Не може да направат еден нормален диалог. Со она се што стана министер, и ова е добро. И ова е добро, што барем луѓето може дома леп да замесат. Зборуваме со луѓе кои што ги управуваат институциите, кои што 10 месеци не може да откријат нарачател на бомби во училишта. Притисок кој што повеќе родителите не може да го издржат. Секој ден од сабајле, од раните утрински часови стигнуваат дојави за бомби и 10 месеци во државава никој не знае кој ги испраќа тие закани, како ќе може нормално да се функционира, ама нели нормално ова е еврокоалиција. И сега немајки веќе што да понудат, овие кои што немаат ни од европска, стана европска коалиција. Се тие ќе не носат нас во Европа, а леп нема во рафтовите. Еве ќе ве потсетам само едно време. Прво немаше доволно струја, па се срамевме кога крадевме од европската преносна мрежа. Па едно време парно немаше, па сега нема леп. И замислете, секое вакво епохално достигнување, излегува премиерот и дава соопштение: обезбедивме струја, грејење и храна за граѓаните во 2023 година. И замислете со која реченица можам да го сумирам перформансот на оваа влада. 10 месеци има бомби, училиштата не функционираат, децата се дома, ние ги плаќаме и ќе ги плаќаме овие кои што денеска ги доминираме, и се што добивме за бомбите е дека Стојанче Ангелов ќе седел дома ако имало дојава дека во неговата зграда има бомба. Такви перформанси има оваа владена коалиција и тоа можеме да очекуваме од овие луѓе. Благодарам.